Невиден пустош остави зад себе вчерашното досега незапамтено невреме во атарот на пелагониското село Канатларци. Градот, поројниот дожд и силниот ветар, за непон час зафатиле површини од над 2000 хектари, засадени со бостан, тутун, пченица, пипер и други култури. Штетите врз родот се огромни и првично се проценуваат на над 70%, а некаде дури и на 100%. Загрижените земјоделци велат дека вчера во Канатларци удрила водена бомба. Кога дојдев овде, еве до мој бостано, до Тутуно сум, значи скоро 10 сантими мраз беше бело. Не се памти ваков град во Канатларци. Јас околу 70 хектара одработувам, дел скоро сите ми се фатени само на кај Битола, тоа парцелата не ми е фатено. По мое, во некоја парцела 100%, во некоја парцела до околу 80%. Целосно немоќни пред вчерашната стихија, оштетените земјоделци денеска си ги пресметуваат штетите, кои се бројат во повеќе десетици илјади евра. Некои од нив го имаат осигурано родот, но поголемиот дел не. Бараат државата да ги врати градобијните ракети. Сето е оштетено. 80% е оштетено Тутуно, бостано, пиперо и житната култура. Мора да се пријавуваме, да ни помогнат малце и државата. Иначе вака што правиме? Ништо. Толку сме вложиле, а не тоа што сме вложиле дали ќе изваиме, тоа е прашање. Околу 60 хектари што ми се фатени. Најмалце сум оштетен околу 50.000 евра. Со оглед на сериозноста на последиците од невремето на барање на земјоделците, на терен денеска излегле и надлежните од општина Прилеп, од каде бил упатен апел штетите за проценка да се пријавуваат до надлежната општинска комисија. Од денес можат земјоделците да доставуваат барања во општина Прилеп за проценка на штетите. Комисијата е веќе оформена и штом ќе ги добијат првите барања, ќе излезе на терен и ќе почне да ги прави проценките на земјоделските култури што се оштетени. Потребна документација за пријавување на штета, имотен лист или договор за закуп со Министерството за земјоделство, копија од лична карта и копија од трансакцијска сметка, тие да ги достават до приемното одделение во општина Прилеп. Вчера од вакво силно невреме било зафатено и долненското село Дреновци, каде исто така штетите се огромни. Инаку државата се уште ги нема исплатено штетите од ланското силно невреме, кои ги опустоши атарите на прилепските села Големо и Мало Коњари.